Не знам за вас, но јас сум човек кој станува многу рано. Обожавам да го почнам денот наутро, многу рано, 6-7 саат, максимум сум будна. И тогаш ми доаѓаат најдобрите идеи. Тогаш правам планови за денот, тогаш смислувам рецепти, тогаш го гледам распоредот кога ќе имам простор да им сготвам нешто на децата, да спремам ручек за на работа или да направам план како да ми тече денот. Денеска станав многу рано и немав баш идеја што да ви подготвам, какви рецепти да ви понудам, дали тоа да биде ручек, дали да биде вечера, дали да биде пред јадење. И решив денеска да го посветам целото мое време на неговото величество леб. Ние сме нација која многу сака леб. Лебот го користиме буквално во секое јадење и моите деца викаат дека нема јадење без лебче, иако се трудам да им наметнам култура, дека некогаш оброкот може да се конзумира со салата, некогаш може да се конзумира само со прилог. Лебчето е неизоставен дел од секое јадење. Денешните рецепти се базираат само на леб. Лебот обично го користиме како додаток, нели, за да мајка ми вика се залебиме, додека ручаме или вечераме. Јас денеска ќе го користам како основна состојка. Денес ви подготвив два рецепти. Едниот рецепт ќе биде полнет леб. Полнет леб не во смисла дека ќе го полниме со некакво месо, па тоа да биде тешко, туку едноставно смислив рецепт со се што имам во фрижидер. И вие направете го истото. За да го направиме овој рецепт, потребна ни е една векна леб. Јас имам леб од вчера и секогаш е подобро да користите леб кој е постар, бидејќи тазе лебот, знаете, има мек, се уште е повлажен. Лебот кој е од вчера малку е подзасушен, што е добро бидејќи ние ќе ставиме малце прженици внатре. Еве јас нешто собрав од мојот фрижидер, имам некои, не знам, сувомеснати саламчиња што се останати, малку црни маслинки, печени пиперки, ајварки. Овие ги спремам, често ги имам во тегли во фрижидерот, ги ставам во рерна, ги печам едно 15-20 минути, потоа ги ставам во една кеса, ги лупам и во топли тегли ги вакуумирам и ги имам преку цела година. Секогаш кога сакам да направам македонска салата, секогаш кога сакам да направам полнет леб или било која храна која захтева прилогче, може салатичка да направите со лукче. Моето лукче не може без него. Така да почнеме. Значи векната леб, јас ова си го користам затоа што не сум, ви кажав, професионален готвач и ми требаат, нели, помагала. Си ставам 2 лажици за да знам точно, и тоа да изгледа подобро при тоа, точно колку ќе го сечам лебот, односно кришките, до каде ќе ми бидат исечени. Лажиците ќе го спречат ножот да го исече комплетно лебот и ќе направи како џебови, кои ние ќе ги полниме со се што имаме во фрижидерот. Ќе се потрудам да бидам педантна. Еве како изгледа. Направивме мали џепчиња кои ќе ги наполниме со различни работи и ќе добиеме вид на превртани брускети, можеби. Не знам дали знаете, меѓутоа целата храна која ја снимаме во текот на емисиите се конзумира. Апсолутно имаме политика на нефрлање храна. Можам да ви кажам дека мојата екипа во моментот се многу сконцентрирани да видат што ќе јадат после снимањето на оваа емисија. Ете го лебчето. Ќе загреам тава и ќе карамелизирам малку кромит. Ќе искористам половина главица жолт кромит, вие искористате црвена кој имате младо кромитче. Апсолутно, ако не го сакате, не го ставајте. Мене ми дава една нота дека ништо е сготвено внатре, а не е само склопено. Ете така. Ќе загреам масло. Ќе загреам брилијант сунчогледово масло. Бидејќи сакам да ми биде неутрален лебот, не сакам мирис на маслиново масло во овој рецепт. Иако религиозно го користам маслиновото масло. Ќе насечам кришки, не знам, со 3 до 5 мм дебелина, бидејќи ако ги направите многу тенки, тие брзо ќе изгорат, а сакаме да не бидат карамелизирани.
Средна температура секогаш. Ќе го пропржам кромидот, ќе го тргнам на страна. Во истата тава малце ќе ја стоплам пиперката, да ја оживеа. Додека ни се пржи кромидот, можеме да почнеме со полнење на лебот. Да си направиме. Значи, ставајте во секое џепче, ставете состојки кои вас ви се допаѓаат. Јас имам малку овчи кашкавал, имам тука нарендан мешан кашкавал, како што ви кажав, нешто што останало во фрижидерот, каде што имате малку намирници кои не може да направите некое јадење во следниот ваш обид, не знам, не сакате да ви стои при крај со рокот, апсолутно тука може да го ставите, бидејќи термички ќе го обработуваме лебот и сте безбедни да си ги потрошите сите состојки кои ви се помалку останати. Дури не мора да бидат сите состојки исти во секој џеб, може да ставите дел да бидат пиперка и кроми, дел да бидат месно, дел да бидат на варијанта на сирење. Прво ќе почнам со путерот. Го ставив путерот во фрижидер, бидејќи сакам да можам да го исечам на парчиња, бидејќи ќе ставам по една кришка во секое џепче. И така ќе обезбедам убав богат вкус на секое парче кое подоцна ќе го скршите. Путерот ќе се разлее, ќе го премачка целиот леб. И таа е првата состојка која јас ја избрав. На око цело време кромидот. Мислам дека се малку се застакли. Ќе додадам лажичка шекер, бидејќи сакам да ми биде влагиот вкус внатре. Знам дека е нестандардно, ама пробајте. Само блага глазура да направи од шекерот. Сакам да биде таа лутина комплетно неутрализирана. Ето така. И на истото масло и ги ставам моите претходно подготвени печени ајварки. Бидејќи многу пати ви кажав дека обожавам ајварки, веќе ми недостасуваат идеи како да ги употребувам. Следете на нашите социјални медиуми, пишете ни на нашите профили, пишете ни прекрасни рецепти со ајварки, да ги искористиме додека ги имаме периодов. Продолжуваме со другите состојки. Јас имам тука некој, не знам што е ова, мислам дека е печеница. Имам малку печеница и малку говедска печеница. Ставете помалку, само да биде вкус. Ќе ставам сол. Малку црн бибер. Секако на витаминка. Тоа е тоа. Сега ќе ставиме малку од кромидот. Нема да биде многу пријатно за гледање. Личи како да го мечиме лебот, ама бидејќи е засечен со остаток или малку дел од кората е засечен, цврсте, ама намерно е цврст за да не испаднат сите работи кои сакаме внатре да ги направиме. И замислете кога ќе се испече, па само кршите една кришка, внатре кашкавалот се лее. Така. И ми остана мојата ајварка. Ќе ми даде боја.
И иако моето лепче се буни веќе, не сака да прими ништо, јас би ставила само уште малку црни маслинки. Ми фалат како боја, ќе се обидам да му ги наметнам. Некако. И можеби на чили пиперче. На половината. Не знам дали сите сакаат да јадат луто. Само малку. Ситно ќе го исацкам. Да ја изненади мојата екипа. Иако сега очекуваат веќе. Вака изгледа моето полнето лепче. За да го испечеме, ќе ја уклучиме редната на 180 степени и ќе го ставиме на средина. Бидејќи не сакам да изгори, лебот брзо може да изгори во редна, ќе го замотам целиот во фолија. Ќе направам како кадичка. Не сакам да се стопи, не сакам да се залепи. Ќе се обидам да му направам една мала кадичка, да го заштитам од горење, а сепак да не ми се залепат сите состојки што ги ставив внатре. Пред да го ставам на печење, бидејќи има останато рендан кашкавал, само ќе го посипам. Ќе засолам. Ќе ставам црн бибер од нашиот генерален спонзор Витаминка и ќе ставам италијанска мешавина зачини. Италијанската мешавина зачини во себе содржи мајчина душица, орегано, црвен бибер, сол. Мене едно совршенство на испој на вкусови и на суви зачини. Секогаш може да си направите сами таков зачин и да си направите сами мешавина, користејќи ги сите состојки кои ги имате по дома, орегано, мајчина душица, црвен бибер, искористете стара мелница, може да ги искористите овие на Витаминка, се полна дополнително. Направете си свое искуство. Значи, оди во редна 10-15 минути, зависи колку ви е јака редната, доколку употребувате вентилатор во редната, секогаш 10 до 15 степени температурата подоле, или едноставно проверете. Доколку почнува да се запекува лепчето, јадењето е готово. Додека полнитото лепче се пече во рерната, сакам да ви покажам нов твист на стар рецепт. Сите конзумираме пржени лепчиња. Стварно мислам дека нема куќа каде што пржените лепчиња не се наменита, а јас денес сакам да ви покажам нов рецепт, нов пристап како може да направите блага верзија на пржени лепчиња. Фенси терминот за тоа е French toast. Значи французите го презимале, направиле дека тоа е некакво, не знам, фенси јадење во рестораните нивни. Тоа е многу чест доручек, French toast. Ние ќе направиме наши традиционални пржени лепчиња, но ќе ги направиме во блага варијанта. За да ги направите, не морам да ви покажам како се прават пржени лепчиња. Имам 2 јајца. Ги кршиме. Ставаме малку млеко, бидејќи ќе правиме блага варијанта. Ставам една ванила, ванилин шекер. Ставам прштофот сол, за да ми ја нагласи благоста на ванилиниот шекер и матиме за да добиеме хомогена смеса. Како сите ние дома што си го правиме тоа.
одложите го на страна. Ќе употребам путер леп, односно не леп кој се купува во продавниците, е помек, може да употребите вие било какво лепче што го имате дома, но јас го избрав овој бидејќи сакам со модли да направам цветчиња кои ќе ги правам како пржени лепчиња. Че нема разлика во рецептот, има само во начинот на подготовка. Како изгледаат. Ќе направам колку што. Мислам дека на 7-8. И бидејќи сум поборник на нула отпад при готвење или при било што, немој да мислите дека ќе ги фрлам овие парчиња леп. Остатоците ќе ја почастам мојата Бони. Сите што имаме кучиња, некогаш претаруваме, меѓутоа ги гледаме како да се членови на фамилијата и бидејќи не јаде дехидрирана храна, а пасиониран љубител е на туна, остатокот од лепчето ќе го искористам за да ја нахранам денес, да ја почастам. Само ќе го иситнам. Имам малку туна. Бони! Повели, мила. Ајде, јади си. Много е пребирлива за храна, немој да се чудите дека можеби нема да го помириса. Секогаш се бориме со храната, таа стои, па се молиме да јадеме и така. Малку сме размазени по дома. Еве ги моите лепчиња. Ке ги потопам во малку, нели во таа смесата што ја направивме со јајца и ќе ги пропржам на путер, меѓутоа ќе ставам неколку капки брилијант масло на витаминка, бидејќи не сакам путерот да ми загори. И ќе ставам путер. Ќе бидат побогати, ќе ви дадат вкус дека се работи за десерт, или чија основа е во путерот. Мислам дека ми е доволно. Ќе ги потопите и испржете ги на средна температура. Секогаш барајте начини да си додадете на креативност, на забава додека готвите. Во суштина тоа беше една од работите која ме привлекаа кај готвењето, што нуди бескрајни можности да дојде до израз мојата креативност, да најдам бескрајно многу начини за истиот рецепт, да направам нов твист нели на стари познати рецепти и секој никогаш да не ми биде досадно дека го правам тоа. Најдете си и вие ваши форми. Не знам зошто, ама имам потреба цело време да се обидам, да ве возбудам за готвењето, колку што сум јас возбудена. Во суштина не сум некој домакински тип кој седи дома и цело време е обседната со куќата, со нели домакинството и многу често наоѓам на коментари од луѓе кои професионално се сретнуваме, апсолутно се изненадени од моментот дека готвам, бидејќи сметаат дека мојата работа, начинот на кој професионално се презентирам, апсолутно би не дозволува простор да ја имам една пасија или едно хоби како готвењето, што е погрешен стереотип. Исто така е погрешен стереотип да ве убедува дека доколку готвите сте во подредена позиција како жена. По вокација сум исклучително феминистички настроена, но сметам дека секоја жена треба да избере да биде она што сака да биде во животот и да негува вештини и традиции кои ги имаме во семејството, ако тоа ја прави срекна, како што мене ме прави готвењата. Волшебно изгледаат.
нашиот македонско-француски тост е готов. И сакам да ви покажам како јас ги замислувам. Вие можете да си направите ваша варијанта, бидејќи направив блага верзија. Едно од омилените рецепти ми се со мет и цимет, меѓутоа денеска решив да ги направам со малку джем од капина. Имам свежи боровинки, кои се неверојатен извор на антиоксиданси и малку шекер во прав. Ќе направиме едно прекрасно пакетче, кој може би ќе делува француски или македонски, но ќе биде исклучително вкусно. Земеме една чинија, едно цветче, ќе ставиме малку джем, ќе го затвориме. Кога бев мала, многу често ме чуваше мојата баба, која живее на село, близу Гостивар во Галата. И незиниот не беше многу заинтересирана за готвење, немаше некои посебни рецепти кои можам да ви ги споделам од незе. Тоа беше најчесто задача на другата баба, но има неколку рецепти кои ми го дефинираа детството. И секогаш кога ќе побаравме благо, правеше пржени лепчиња, ставаше малку шекер одозгоре и ги ставаше под малку вода. Тоа беше десертот. Имавме многу едноставно детство. Додека другата баба беше, мислам дека целиот талент за готвење го имам наследено од незе, зашто секогаш наоѓаше нови начини за стари рецепти. Еве како изгледаат моите цветчиња. Ставиме само малку боровинки и шекер во прав. И бидејќи боровинките ни се еден феноменален дел, јас ќе додадам низ чинијата, за да можеме да доручкуваме и здрав оброк. Вака ми изгледа мојата верзија на традиционалното македонско пржено лепче. Благата верзија на лебот и одеме да видиме што се случува со оној кој го печевме. Внимавајте. Парените знаат да бидат топли, посебно кога се поставени на оваа висина. И бонија на мириса. Дај да провериш што сме сготвиле. Еве како изгледа моето полнето лепче. Само тегнете. Дувнете како вие го јадете. И уживајте во прекрасните измешани вкусови на полнетиот леб.